Утро и од мене по колегата Александар, време е да продолжиме програмата во живо на Сител телевизија. Магазин сигурно го видовте најавното видео и сте во очекување на Љупчо Ѓоргиев и Сузана Ѓавазова, но само машката половина денеска во студиото. Сузана мораше да го одложи гостувањето поради тоа што се спрема за настап во Германија, но како и да е се потруди и ни испрати видео снимка, така што ќе ја емитуваме за кратко се разбира. Важно е дека тие двајца со нивниот дует Љубовта да расцути ја освоја првата награда на годинешното 38-о издание поред на фестивалот во Валандово. Неочекувано, како што и двајцата ми кажа, но навистина пресрекни поради овој момент. И денеска Љупчо е заедно со нас, пред да го испратиме назад во Хрватска, да ни раскаже впечатоци како си помина, но и што и како се случува на негово музичко поле. Добро утро и добро ви дојде. Добро утро, Валентин. Добро те најдов. Поздрав до вашите гледачи. Како се, добар ли се? Кога сум овде кај вас, секогаш супер. Така мора да биде, да. Вака така дојде за еден ден фестивал, ама некако ти се заубави Македонија, па и со наградата мораше да останеш подолго. Баш сега го правив, нели, у мојабитот дојдов со два сакоа да настапам на фестивалот и да се вратам, но после 2-3 дена морав да отидам да купам бар уште 2-3 за овие емисии што се случија овие денови и што ги наснимавме. Драго ми е поради тоа. Валандово не изненади. Валандово е една традиција за мене, еден белек на печат на македонската музика, мислам. И сум имал само една година кога почнал да се емитува фестивалот, така да можеме да замислиме која е тоа. Да, денеска сум на таа сцена, не по прв пат. Прв пат бев 2015 година, која ја освоив наградата за најдобар дебитант. 2022 со Патувам, песната зема награда за најдобар текст. И е сега 2025 без никакво очекување прво место и благодарни сме на сите што беа присутни во салата, во Јанко Узунов во Валандово и сите што не поддржаа. Ова некако со Валандово фест му доаѓа 3 од 3. 3 настапи и 3 награди во меѓувреме, од кои што ова последната е најголема во секој случај. Имаш очекувања кога се случуваат фестивали? Што ти е најважно? Дали наградата е важна? Па, мислам дека за секој пејач, за секој инструменталист, за секој музичар е му е желба и му е цел да дојде до некаков таков успех, нели? Кој држи со еден таков адреналин, со 2-3 сата спиење ноќеска се чувствуваш, цабалето стануваш и леташ, нема проблем, нели? Така да, убаво е кога ќе се добие награда секако. 2015 година, кога ја добив наградата за дебитант, искрено очекував нешто. Прв пат како дебитант дебитирав таа година, дали ќе освојам нешто, дали нема да освојам. Ново искуство, нели, па не знаеш што се очекува. Така да, убаво е секогаш, но оваа година стварно не очекував. Баш со сузе го правивме мојабитот, имаме добра песна, мислиме дека стварно песната ќе остане. Што се случи, си седнавме во бекстејџот, девојчињата таму не донесоа пијалок, си седнавме, нити очекувавме нешто. Да. Како велат, најубавите работи доаѓаат кога нема да ги очекуваш. Да, тотално бевме релакс. Одлично, ќе раскажеме интересна да приказна за како настапот беше знак прашалник дали ќе се случи. Тоа е многу интересно. Оваа снимка е веројатно од мобилен телефон. Немаме друг тип на снимка, но може на кратко само да слушниме како звучи оваа песна и се враќаме од на нас. Ѓоргиев и авторите на Љубовта да расцути, победничка песна на Полфест Валандово 2025 на авторите Миле Барбаров. Да, добро. Океј, тогаш ќе одиме вака, да ја слушнеме Сузе, што ни кажа, бидејќи денеска не е со нас, па потоа ќе видиме со настапот на Валандово. Еве Сузе, како мало извинување за тоа што денеска не можеше да биде во студиото на магазин.
Пред се голем поздрав до вас во студиото и голем поздрав до гледачите на вашата емисија. Ви благодарам од се срце на честитките. Победата на Фолкфест Валандово навистина ми донесе голема радост и гордост. Тоа е еден од најзначајните фестивали кај нас во земјата. Можам слободно да кажам дека и срцето на македонската музика е токму Фолкфест Валандово и да се добие едно такво признание е навистина голема чест. А голема беше честа и да се настапува со мојот колега Љупчо Ѓоргиев. Тој е еден исклучително добар пејач со искрена емоција и сценски шарм кој допира до публиката. И песната што ја изведовме навистина беше вистинско музичко ремек дело зад кој стојат вистински автори како што се Миле Барбаровски, Ѓорги Барбаровски и Дарко Илиевски. Песната се роди сосема природно од една искрена желба да направиме нешто што ќе биде емотивно, а сепак во духот на фолк музиката. Ја направивме една убава соработка која ја добивме. Ова верзија навистина знаевме дека ова е нашата песна. Песната носи силна порака за љубовта, реакцијата на публиката беше навистина срцезагревачка, се чувствуваше енергијата и топлината од салата, аплаузите беа долги и искрени. Јас им се заблагодарувам на сите и на сите што предонесе оваа песна да биде токму каква што замисливме и каква што ја очекуваше публиката. Поздрав, се најубаво. Евене, лека полека стасавме и до наградата за прво место на Фолкфест Валандово 2025. А неа ја освои композицијата со реден број 7. Од Сузана Гавазова и Љупчо Ѓоргиев, музика Миле Барбаровски, текст Ѓорги Барбаровски, аранжман Дарко Илиевски. Наградата добива градоначалникот на општина Валандово Перо Костадинов. Еден аплауз за победничката песна Љубовта да расцути. Во исполнение на Сузана Гавазова и Љупчо Ѓоргиев. Браво! Наградата ја доделува се разбира првиот човек на општина Струница Перо Костадинов. На општина Валандово се свино. Јас бе Костадинов. Браво, браво, браво за Сузана Гавазова и Љупчо Ѓоргиев и авторите на Љубовта да расцути победничка песна на Фолкфест Валандово 2025, на авторите Миле Барбаров. Ете така некако беше прогласувањето на наградата и благодариме на Сузе за поздравот. Таа си го кажа незиното и сега ти тука во студио твојот став и самата рече дека не сте очекувале, но она искрена реакција на публиката и таа енергија која што како порака ја пренесовте со песната, веројатно си го направи своето. Да, дефинитивно. Од првиот такт кога излеговме надвор, почна одма да аплаудира, да се нормално и песната е динамична, весела е, но стварно кога можеш да видиш дека на некој нешто му се бендисува, му се допаѓа и така една супер еуфорична атмосфера. Мислам дека стварно песната го заслужи ова и мислам дека направивме добра работа. Така е, браво за тоа. Веруваш дека оваа песна ќе стане хит? Па, дека е звучно хитовска и со колеги што во овие неколку дена и не сме скептични воопшто дека е. Мислам дека треба да остане песната е сега. Тоа е, мислам дека најголемиот успех за нас музичарите, кога ќе успееме до поголемиот дел од публиката да допреме со добра гласовна интерпретација и со добар еден оваков музички тим како што е господинот Миле Барбаровски, Ѓорги Барбаровски, неговиот брат кој го напиша текстот, и Дарко Илиевски, шефот на оркестарот. Голем поздрав и до него, го направи аранжманот.
Мислам дека оваа комбинација би требало да биде добитна. Да остане. Па види седмица. Среќа. Да. И седмица, да. Како лотова некако му доаѓа. Да. А како ви се случи дуетот? Кој кого покани или како се споивте? Дуетот се случи, јас настапував во еден ресторан во Загреб, а ден пред тоа Сузе имаше настап приватна забава, мислам дека свадба беше во прашање, не е битно. Исто во Загреб? Исто во Загреб. И ни дојдоа на гости. Во ресторанот седнавме да се видиме и се знае, на крај се завршува секогаш со песна, нормално. И ајде која песна ќе отпееме, отпеавме една песна убава од легендата наша Гоце Арнаудов, Граде мој. И тоа толку тука осетивме и двајцата, но и колегите и луѓето што беа тука дека гласовите стварно ни одговараат и стварно се звучни, нели? Тоа е некогаш и многу тешко да се пронајде, дуетите се секогаш осетлива страна на музиката. Нешто од најкомплицираните работи. Да, не, секој со секој сега да, нели? И едноставно стварно кога завршивме вечерта, јас ја погледнав, вика, она вели, мислам дека мислиме исто. Ако имаш, кажи, вика идеја, слободно за дует, и следуваше повикот до Барбаровски, бараме дует, он веќе бил на пола спремен, вели спремам нешто, вели мислам дека ќе биде многу добро, ќе се слушнеме, има време до Валандово, добро, 3 месеца пред Валандово се слушнавме, за Великденот дојдов јас, ја наснимавме песната, и така, откако ја наснимавме песната, не се ни видовме до фестивалот со Сузе, никаква проба, нити еднаш, нити преку пењето беше во живо, интернет, пењето беше во живо, да. Нити преку интернет, нити чак знаеше Миле неколку пати ќе се слушнеме, Љупче си се слушнали со Сузе, пробајте ја преку интернет и да не направиме нешто. Ја верувам во вас, вие сте професионалци, но секако и не стигнавме. Она има толку настапи, толку е зафатена и ангажирана, што е добро, но тоа е некогаш еден пресинг што тешко може да се истрпи, но нашата професија не прашува. Пудричка така. малку, насмевка и низ врата. И сега ме видовме како сето тоа изгледаше на сцена, нели имаше многу фотографии, двајцата стокмени средени и така натаму. Меѓутоа, онаа приказна која што јавноста не ја знае е како овој настап беше под знак прашалник, дали ќе се случи. Ке ти оставам ти да раскажеш. Па да, саботата во неделата беше фестивалот, во саботата Сузе требаше да настапува во Базел, во Швајцарија. Исто некој лети бил откажан, не стигнала ноќта на време. За утре дента пак го преместиле летот на 3 попладне. Тоа веќе е летот за Македонија. Да, летот за Македонија, негде околу 6:15, 6:20. Чак морам да признам дека на она флайт радар ја прата, викам до каде ќе слетали ова. Тоа проба се поминува. Да, пробата од 4 по тоа готово. Беше на приказна, да. И стигна во 6:15 на аеродромот во Скопје, во 20:08 пред салата Јанко Сунов во Валандово. Пробавме да снимаме. Тонецот ни рече, ајде одма земете ги микрофоните и на бина да пробате. Не излеговме на бина, верувајќи дека нема никој во салата. Но после не знам колку години, како што и најавија, салата беше распродадена 2 недели пред Валандово до последна карта. Благодарност до директорите што ни најавија дека карти нема да има, да си нарачаме на време да ни сочуваат да добиеме карти за гостите кои ни доваѓаа, како моите од Хрватска, нели? И тргнавме према бината, према сцената, внатре во салата сигурно едно 150 луѓе и се откажа. Назад ништо од пробата. Пробавме у бекстејдж позади бината и тоа беше од пробата 15-20 секунди. Се прекрстивме и Но добро, да, песната си ја слушавме, ја добивме пред тоа, нели, нормално. Влезена е во уво, него друго е која ќе си пробаш на бина како што треба, нели? Интересно, веројатно и да вашата долгогодишна работа и на двајцата и професионализмот ве направило сето тоа да биде
прилично камуфлирано и да не се почувствува, нели, дека немало проба и дека било натрчање и така натаму. Веројатно е искуство музичко и фестивалско кој што ќе се памети од секој аспект. Да, такви анегдоти што стварно останува, таков позитивен шок не се заборава. Така не име лесно и на пеачите, нели, како лесно. Обично стварно вика така лесно и нив си пеат. Лесно ли е? Свети целиот се облекол, милина му е. Дотеран. Да. Така си е. Ти си веќе 11-та година Хрватска, така не? 10 полни, да. Да, 10. Кој би рекол? Да. Како си задоволен од функционирањето во Хрватска на музички план? Знам дека направи промена. Да. Па промената тек ќе се случи. Да, искористам ова прилика додека не сум заборел да ги поздравам двајцата луѓе што ме пратеа цело време за време на фестивалот и пред тоа е мојата десна рака од сега менаџерката Вјекослава Бах и бутикот Елбе Тукседо од Лука, кои се погрижат така да изгледам и на фестивалот и до ден денес. Промените се најавуваат и ги планираме за од септември месец. Сакаме да започнеме една, да кажем, една нова ера за мене. Мислам дека кафаната, мејаните и рестораните се една супер школа за секој музичар. Еден факултет што нема установа каде може да се заврши. Така да мислам дека е добар на еден период. Но во еден период, сега се е тоа и до човекот и до карактерот, нормално, но мислам дека такво едно темпо кое јас го живеав, доживував и одработував 9 години. Вработен во ресторан по 4-5 дена во неделата, секој ден по 5,5 сати, од 8 до 2 наутро. Мислам, тоа е едно темпо стварно... Ти добро си држал 9 години? Да. Браво. 9 години и 9 месеци. 9 години бев во еден ресторан македонски, 9 месеци во друг. Браво. Се до 8 март точно оваа година. Тоа не е вика школа, академија е. Тоа е длабока академија постдипломски, да. Тоа е веќе... И така да од септември месец ние во план тоа да започнеме една нова приказна со Вјекослава Бах и во преговори и договори сме со нашиот голем Мирослав Рус, композиторот и текстописецот од Загреб. Планот ни е да направиме една комбинација он е иначе поп композитор, кој од гледачите кои го познаваат и слушнале, јас верувам дека поголемиот дел слушнале. Он е автор на поголемиот дел од песните на Тоше Проевски и на Здравко Чолич и на сите балкански огромни звезди. Така да случајно се случи тоа да се најдеме, да седнеме, да поразговараме, да јас отидов во неговото студио да наснимам труби и тапан за Тифа, пејачот од Бело дугме. И така почна целата приказна. Му побарав песна, ме праша кој жанр го пееш, му пуштив една песна од Тоше Проевски, на крај после 2 сата испадна да влезам во студио и да наснимам и ја дозволи да Се тоа така се случува гладко? Све во 2,5 часа. Значи, од снимка која траеше 20 минути, да ги наснимам инструментите, трубите, до проаѓање во еден ходник во кој од левата страна стојат златни плочи од Здравко Чолич, од десната страна златни плочи и сребрени плочи од Тоше Проевски, да не набројувам сите можни звезди и бендови, балкански и европски, така да кога нешто сака, си оди по трака, да. Така, ќе направиме една мала музичка пауза, кога веќе ја спомена Вјекослава Бах. Тоа е ваш заеднички дует за песната Пријатели кој што го направивте. Таман да земеме здив и имам уште малку време да помуабетиме околу кариерата. Да, ова беа Љупчо и Вјекослава, нивната песна која што меѓу другото е авторска и валандовска песна, само преобработена нели на хрватски јазик за ова ваша песна. Согна тоа дека си еве веќе 11-та година во Хрватска и таму од
самиот почеток на некој начин функционираш со музиката. Задоволен ли си од приемот, од пристапот? Колку е Хрватска отворена за музичари кои што не се по потекло од Хрватска? Го има ли истиот третман? Па, како и секогаш, така и сега морам да бидам искрен. Почетокот не беше едноставен. Македонскиот народ и македонската публика е сосем нешто различно од она што се случува на Балканот, поготово кога ќе почнете према север да се движите горе. Значи, што подалеку, тоа поскептични се мислам. Треба не да они не ти веруваат, него едноставно треба еден период во кој ти ќе се докажеш дека тоа стварно звучи, дека тоа е стварно добро, дека ти стварно можеш, што вика таму од Джевџелија до Триглава, да склопиш еден репертоар и да отвориш вечерта со еден Оливер Драгоевиќ или колешка ако имам Нина Бадрич и такви Јасна Злокич пејачки што се таму вреднуваат многу. Без тоа не може да се замисли еден почеток на, значи треба еден процес додека се дојде до Стани Моме и Милке Душо и без разлика што така публиката натаму. да речеме се поголеми дел македонци, ако се македонци. Да, добро, ако се работи околу македонските прослави за македонските заедници, тогаш ни е многу полесно, тоа сме си ние на наша земја. Но ако е мешовита публиката, како што е 99% од настапите од нашите настапи, нели? Тогаш е сосем некоја друга слика што треба да се одработи. Значи 4 песни, 5 песни ако им се допаѓаат на нив, они играат, се забавуваат. 6-та, 7-та песна ако не ја познаваат, столчето и седнуваат. Кај нас е си останува уште си и од незгодно. Уште се на нозе, да, и незгодно ми е сега, ајде да не го навредам човеков ми пееше, ќе стојам, нели? Кај нив тоа го нема. Не ја познаваат песната, седнување и нема љутиш, нема зашто да нели. Така да било лесно, не било лесно, како што и ништо до сега во овие 22 години мои како се бавам со професионално со музиката, ништо не било лесно, нити па треба да биде лесно. Све што е лесно, мислам дека кратко трае и кој е високо лета, ниско паѓа и секој асфалтен пат на жалост некогаш носи до краток и на пола успешен. Так. На пола успешна дали кариера или било што. Никогаш не сум брзал. Во музиката сум бил нестрплив, секогаш, како сега пример за спотот, за спотот со Гавазова, пред фестивалот 2 недели се јавив, велам дај да направиме спот, ќе бидам таму и во право беше, секоја и чест, Лјупче, ајде еднаш када испееме. Да заврши фестивалот и лесно за спот ќе го наснимам, викам во право си готово. Аха, ти сакаш пред самиот настап. Не, се јавив ја 3 недели пред Валандово за утре ден така како ќе завршиме Валандово и она предложи ајде да отпееме еднаш. Спотот не е проблем. Така да во музиката сум бил нестрплив, но не сум брзал никога. Секогаш сум сакал тоа да изгледа комплетно, добро направено, сум имал од кого да учам. Во млад бев кога останав без едниот родител, без татко ми, беше превторувач на Македонската филхармонија и шеф на оркестар, така да имав од кого да учам дека во музиката нема брзање и нема ништо на сила. И ништо не доаѓа преку ног и дека најубавиот пат до успехот е трнливиот пат. После кој ќе дојдеш на асфалт е многу полесно и тоаш не се возиме 200, него 115. Тоа ми се допаѓа. Не треба никогаш за ништо брзање. Претпоставам дека таа школа од татко ти на таа генерација, дека иако млад имаше можност да ја почувствуваш на некој начин, или да ти биде еден репер за како понатаму да функционираш со музиката. Па да, јас го пренесувам тоа и на своите деца и на своите синови и драго ми е што морам да ги пофалам, до 70-80% послушност сме дојдени. Така да за ова време тој процент денеска секој рече е многу добар. Да, чак и невозможен некаде, но стварно сум задоволен и имаат огромна поддршка исто и од мајка ми, од мајка им, од сопругата, од Николина, така да цел еден склоп е тој убав семеен кој функционира така како функционира. Кога е успех во прашање, значи се навикна дека тато може да биде и за најубавите денови на пат и на работа, нели едноставно кога ќе се свати тоа како работа,
Веројатно они се веќе проблем. да, они се веќе големи. Стефан во септември 18 години полнолетен ке е, Матеј 15 години, но секако тие периоди ги памтам многу добро, пак ли ќе одиш, кога ќе се вратиш и така натаму, така да. Стефан или Мате беше кошаркарот? Стефан беше кошаркарот и трубачот кој гостуваше во магазин, да. Така. Докаде е неговата кариера? Неговата кариера е до таму ги освои сите први места на сите надпревари оваа година. Нема со кој да се надпреварува. Да, Латвија, Естонија и Вараждин секаде први места и во Вараждин Гран При на целокупниот надпревар со највеќе освоени бодови. Така да, ево, честитки, веќе полека се приближуваат према јуни да окончаме и оваа година. Браво. Школска. Сигурно си горд татко, нели со гледното дека тој би бил трета генерација со музика, посебно навистина така успешен. До таков менталитет и до таква култура кај децата не се доваѓа лесно, морам да признаам. Се тука и многу подвикнувања, многу расправи наши, да кажем на крај испаѓаат сладки и после некоја недела се смееме на тоа што и како се случило пред некоја недела и тато се сеќаш ли на ова, мамо се сеќаш ли на она која ми викна, која ми рече вам ова, она, нели? Но сето тоа е склоп еден од еден, како што кажав, еден семеен тим што не е возможно да функционира на друг начин ако сакаме успешен живот и црта во животот и шина по која мораме да одиме, а што поретко да излегуваме од нејзе и мислам дека тука успехот е неминовен. Така си. Љупчо, многу ти благодарам за денешното гостување. Вас ви благодарам на поканата и тука се осеќам секогаш како дома, би можеле да утре. Така и треба. И те чекаме пак да не дојдеш од Хрватска, летова сигурно ќе дојдеш. Обавезно ќе дојдем во август. Ајде па може да се склопиме и со Сузана Гевазо. Да ви спровираме спотот кој што наскоро треба да излезете и тоа само да го кажеме. Да. Одлично. За крај, кога веќе ја споменавме Сузе, да испочитуваме и неа, ќе одиме со Бум Бум, песната која што направи сериозен бум. Има повеќе од 15 милиони прегледи на YouTube. Еве како звучи, ако евентуално сте ја заборавиле, останете на сито.